Драги сограѓани, почитувајте ги мерките, да заштитиме Република Македонија, да не дозволиме да претрпиме преголеми штети. Штитејќи го нашето здравје, го штитиме секого околу нас. Државите ги затвараат границите, бизнисите се соочуваат со потешкотии. Во овие моменти, Македонија мора да интервенира и да го помогне бизнисот, особено земјоделството. Граѓаните не смеат да останат на цедило. Потребен ни е стабилен бизнис сектор и земјоделство. Најважно е овие моменти да останеме присебни, да ги почитуваме препораките на Светската здравствена организација и на лекарите. Опасноста е голема, но решението е лесно. Бидете дисциплинирани и одговорни. Македонија поминала по големи предизвици, ќе го помине и овој. Македонија ќе успее. Сите ќе успееме. Оваа криза наскоро ќе биде само уште една страница во историјата. Да ја направиме Македонија горда, затоа што секој живот вреди. Почитувани, вирусите и болестите не познаваат граници, но безгранично и човечкото во нас. И тоа досега се покажало посилно од се, од секој предизвик пред кој што сме се нашли. Драги мои, Македонија ја зафати светската пандемија. Коронавирусот длабоко навлезе и кај нас. Секој од нас, секој од вас е потенцијален преносител и пациент. Докторите и медицинскиот персонал се први во борбата со предизвикот. Помогнете ни за да им помогнеме на оние кои веќе страдаат. Прекинете го ланецот на ширење на вирусот. Никој не знае кој е следен преносител, кој е следен заразен. Не собирајте се, избегнувајте блиски контакти. Заштитете се себе и тие околу вас, вашето семејство, повозрастните и децата. Знам, тешко е, многу е тешко. Ние сме срдечен народ. Дури сме и зависни од споделување допири, поздравување, гушкање, заеднички моменти. Но сега е време кога сите ние мора да ги почитуваме препораките. За момент физички да се оддалечиме на 2 метри. Тоа не мора да значи дека психички не можеме да останеме заедно. Што помалку излегување, што помалку непосредна директна комуникација. Изолирајте се дома. Доколку чувствувате тегоби, јавете се на дежурните телефонски линии. И ова ќе помине ако сите заеднички ги почитуваме препораките. И ова е еден заеднички момент на кој што во иднина заеднички ќе се сеќаваме. Да го минеме со што помалку загрозени пациенти, затоа што секој живот вреди.